Шу во природа, човече. По-друго е вака. Кај си бе, Викторце? Шо правиш? Шо има бе? Ништо е, лабаво. В парк да посвириш Ти? малце? И остага си реков малце. Лабаво? Да излезем. Бурум, Да брат. посвирам, а? Бурум, шо? Се заедно, Ще маниме? А? Шо саш да маниме? бе, нешто македонско да провираме. Може. Нешто Шо македонско? Не знам, нешто рокерско, нешто Рокерско? на Лутарана, нешто супер хикс. Може бе, брат, шо сакаш? Шо сакаш ке маниме? Акустична. На Ајде, нешто- Лутарана. Нешто од Амол. Од Амол? Дали може? Може. Ајде, заедно. Те оставам по стоти пат пред себе, а не знам кој сум јас. Ти разволувам да ме лажеш, да раскажеш приказна за нас. Приказна. Што бубелек се. И не можам да разберам, барам одговор. Ти ме лажеш без да кажеш еден збор, и без да знаеш правиш да се чувствувам ко не сум живеел ни еден ден за нас, за нас. Ко не сум живеел ни еден ден за нас, за нас. Јас малце можико да не штимам, ама арно. Јас од Сабајле не штимам нешто. Ој, Нема кај. шу. Кај ќе штимаш, брат, свирки, мирки. Мирки, ти реков. Шо нема, брат, нема. Вона, воздухот, така, сух Да. малце, нема веле. Еј, Звер, викендов со тепавте свирења? Да, брат, гледаме да букираме шо појќе. Сакаме да свириме, сакаме да настапваме, некако менваме и репертоар. Поќе гледаме да промовираме сега македонска музика. Шу. Некако теравме порано многу англиско, многу метали, свиревме ована. Не знам, беше има некоја беше Да, можето да. 2016. Познато ми звучи некако. Така, 2016 некако сите правевме со англиски имиња бенди. Да. Сите свиревме англиска музика, значи немаше еден бенд што имаше пример македонско име или што свиреше Да. македонска музика. Сега Да, сите тие ги познавам, што свиревме да речем тоа време, тој период, сите свират македонска музика. Сите комплет. Сите. Дори брат. некои имиња сме мислам што се растури англиски Да, бенди, бе, така да, скроз. Јас, брат, еве од мене ќе почнам. Јас бев изгорен, пошто таа музика ја слушав и стрикно то го свирев. Значи, Да. нема тука што преговори она ти реков ми рече, ама како сиди времето, сваќаш дека уствари малце си го цениве нашето. Дефинитивно. И си викаш, дај да почнам нешто, Да. поќе наше да прам, поќе да свириме Баш, наше, знаеш, баш. по-друго е. Баш. И сите, мислам, а и ги гледаш и колегите, сите вртат на македонско. Порано поќе на српско вртеа покето. па тоа не И знам. рок и ова и она, знаеш, ќе свири рок, ама ќе свири XU. Да, Сега XU, да. веќе го вртат на македонско поќе луѓето. Некако порано може, мислам дека и публиката неќе да слушат македонски кавери. Некако Може. ми се чини така, оти пример, ако сака публика да слуша македонска музика, ние затоа почнавме. Да. Оти ни бараја дај бе нешто македонско, и си викам чим бие сагаре македонско, мене Така уште е. поќе ќе да би свирам, Да, знаеш. бе, да, ама пак ти можеш да направиш било која песна во твој стил, така? Тој го правим. Тоа е убајната. Да, Ве да, гледав да, сега на сториња на тату конвенцијата и да поздравиме кулето што ни Да, организира такви работи во градот. Скрос. И ве гледав таму вртите гитари, свирите, зад грб, ова, она ти реков ми речи, си викам, ви колку е јако, уствари ова можеш исто да го направиш со за нас песната, Како не, например, да како не. смениш комплетно и да ма даеш на луѓето во ново пакување. Буквално. Тоа е убајната уствари на кавер бендоите, само што сите гледат што поблиску до оригиналот да свират, никој неки да измисли нешто ново да направи со приказната. Да, ми се чини ние сме ние тие што гледаме малце поразлично биде во наш стил, поќе со дисторзија да е песната, нели преди да кажам дека во дештим свириме нешто да биде различно, да не е као оригиналот. Оригиналот, мислам, ако е треба ептен да ја слушам студиски како ја свирел, па да се мачиме. Да се нема да сме ние тие, ме свеш. Така е, ама битолските бендови обично така си правиме. Јас со бендот на времето го свиревме со The Streets.
проба правиме кој песни тие, нити ги слушнал некој, мислам претходно нити на проба нешто сме седнале на свирка од КДВ, и почнуваме, излегва нешто сосем десетно, ама јако е, знаеш. Ја, иначе бендо се вика Soundwaves или на македонски се, пошто се прештимвате во македонска музика, звучни бранови ќе се викаат ствари, на битолски. Да, на битолски. Скроз. Иначе не те имам прашано, бе, се немаме видено. Брат ти шо прави, бе? Не бе, брат, супер Живе, брат здрав ми, е, тамане. Во Америка. Диџеј Рикардо. Порано беше ти брат му на Диџеј Рикардо, сега е тој брат му на Маријан од Soundwaves, на Вацко брат. Мислам дека уште е попопуларен од мене и Викаш? моментално, иако е пензиониран веќе 5 години. Така да мислам дека уште е популарен од мене, ама се трудиме. Добро е, да. Види вака, ако не се врати за некое време, толку да. ќе му помини Еве, брат, онакво. да се вратиш што побрзо. Да, јако. Кажи ми, брат, пошто си свирите метал и си свирите, ви имам свирки гледано, имаме и свирнато еднаш 2 пати на некој од родендените вашите. Викаш дека публиката почнува поќе македонска музика да бара. Се гледаш себе си како да пееш или да снимите некоја македонска песна и да направите нешто такво ново во приказната? Ние, брат, имаме 2 албуми што не се изваени. Ми се чини тоа е многу Ако голема. рече 2 албуми, си викам, добро, Тој е толку секој да немам музичар, слушнато, да, ако ама не рече се не се изваени. изваени, добро е. Тоа е класика, мислам, кој да прашаш има во архивата сигурно полно песни што нема се изваени. И некако ми се чини че ги имам преслушано, типа ќе 5 години има поминато од кога се албумите, да речам, снимени, мастерирани, измиксани се буквално. Од кога ќе си преслушаш песните, после некако не ти себа, да знаеш. Дај ново ќе правам. А во моментот си викаш дај само уште ова да го наместам, вокало кога што треба ване ја вадам. И еве поминат 5 години. Поминува. Сакаме да извадиме, ама некако ние сме пред се кавер бенд. И некако цело време сме со викенд ангажмани, петок и сабота сме буквално фул. Преку недела работиш? Преку недела работиме, значи онака не сме повеќе, знаеш, малишани по 17-18 години. Така е, сите сме по 28-30 години и некако сме од понеделник до петок на работа. Така си. Идат свирките, иди викенд да се види со најблиските, со фамилијата и некако време не ни останува да идеме в студио и да го досработиме то 5% што ни има останато. И едно нешто не мачи. Не можеме македонско име да најдеме. Не. Се некако смешно не звучи, да шојдовме на проба специјално за тоа. Нема да правиме проба нови песни. Ќе седнеме сите со кафе тука застанати, дајте име македонско да најдеме. Па се каже преку, да речам, не знам, 500-600 имиња, ниедно не навендиса. Последна опција беше ChatGPT. Прво име што ми го кажа, знаеш кој беше? Скриен Дракула. И брат, кога прочитав Скриен Дракула, толку. Пап телефоно. Нема, ChatGPT, брат. Мислам, добро. Тоа е, види, ChatGPT е интересно како алатка да ти поможи да некој работи, ама некогаш е така малце генерично скроз. Да, мислам, она како последна опција. Требаше ChatGPT да го крстите бендот. Значи со кирилица GPT напишано. Веќе ни порачува ти народно, ќе си мислам знаеме онака, знаеш. Джипери, брат, после остави не си игра играч. Джипери слава ќе крене. Да, тоа е уба работа, поздрав и до Джипи, ако не е активен. Гледам дека децата уште го пратат по онак феномен. Да саеш да мани уште нешто вака. Ајде може, кога сме кој македонското и од тоше многу песни свириме, имаме и преработено на YouTube, никој како тебе не бакнува. Шу. Можеме да изведеме. Кај саеш да мани? Ај од се, можеме, пошто сме во стандард. Да вратиме на назад е. Ај ке држиме се, дур не влезам со пење. Немој да ме гледаш, немој очи да ми параш, за тебе нема. Јас ти сме болка стара, подобро да не знам, каде и со кој си сега, и од овде бега. Која веќе не ти требам, казне, со тебе, но и без тебе. И овој живот мој не е бајка бела, што те има, пак те нема. Никој како тебе не бакнува, за тоа си родена. Не знам да ќе успеам, да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, за тоа си родена. Не знам да ќе успеам, да простам се и да заборавам. Таване. Ај, уште една строфа ќе умали беше. Не везе.
сакам да слушнам, ето спор да знам за тебе, ќе смирам душа. Ако видам сам со себе, нема пат за назад, нема веќе да сме цели, што и да ни кажа. Кога некој требне дели казна, со тебе, но и без тебе. И овој живот мој не е бајка вела, штом те има, пак те нема. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам да ке успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам да ке успеам да простам се и да заборавам. Како топанаро да мислиш? Шуго. Да, бе, да. Нешто така. Ран. Да се знае кога е финиш. И јако е што никогаш, например, ние како бенд, како еднаш не завршивме како што треба, како луѓе. Се знај како треба да заврши, договорено е, кажано е. Баш. И некој она му се гледа, некој ваму нешто прави. Грн, манал некој. И штенеш, грн. И са ти, знаеш, јако е, пример, не знам вие како функционирате како бенд. Јас досега со тие бендови што сум свирел, и првиот бенд да стрици, другите што сум ги собирал вака за настани, обично јас сум тој што организира работа. Кај мене се уват за свирки луѓето, јас договарам, моето име стои таму и се осеќам како одговорен за цела приказна и сакам да биде нештото како што треба. Така. И одиш таму, прво никој не иди на проба, одиш таму, кој кабел не носи, кој ова, кој она. Ако му речиш нешто си лош, ако не му речиш ништо, ти не чиниш пак кај газдите. Никако не си, разбираш. Не знам кај вас како функционира, дали ги имате тие проблеми или дека сте помалце луѓе па погодени си. Ми се чини кај секој има по некој таков. И кај нас има и јас сум еден од нив, значи многу каснеме, тоа е нашиот проблем. Мислиме дека одма ќе се наместиме, пошто нели свириме 9 години, до 2016 свириме. Значи мислиме дека одма ќе се наместиме, за 15 минути дека сме готови, и ни се смачи некако, знаеш, да се наместиме, па са типол да седиме, таму да се врткаме, ово на треков. Ми рече, вака се местиме за 15 минути, една цигара, едно пиво на маним и да почнеме да свириме. И класика нешто ќе издеси. Не знам нешто. Ова нема, она нема. Миксетата нешто кај се приклучува, че овие не ви се приклучени па спиноите. И мислам да ги поздравам сите кафичи, има многу кафичи што пример ние сме, како да кажам, значи тонци и се таква работа, ние треба да знаеме кај има проложни, кај се уклучуваат базбиноите, па зошто не е поврзана, па миксетата била во другата соба, па таму треба да ја земиме ние да ја наместиме, онака, знаеш. Има. И класика, да, многу каснеме на свирки, рековме од 2025-та ќе се подобри тоа, ама од 2025-та август. Абе, има време. Касниме со подобрувањето, ама ќе биде. Да. Не, ама вистина и морам да уречам ова за кафичите општо и за клубоите, пошто мислам дека не верувам дека ќе ослушнат тие што треба ослушнат, ама јас да си кажам. Најмногу ме нервира кои ме прашат, а озвучењето наше што го имаме доста ќе ви биде? Море, озвучењето што го имате по кафичите, обично кафичите имат некаква ефтина диџејска миксета колку да поврзат нешто, да бе, едно контролерче и ништо друго. Не е ни контролер, миксетче обично, во канал. И да успееме да се врзиме. Еве пример акустично дам јас. Доста ќе ти биде ова? Не е доста, заради тоа што тие звучници што ги имаш во кафичот и то на миксетчето мало е направено за isproducirana музика, не е направено за кога може ќе манам посилно, ќе ти згрчат звучниците, еднаш, два пати, три пати, утре ќе ми речиш ми ги расипа. Или ќе викнам погласно ти. Не е ова измерена работа, не е лимитирана, динамична е. И не можеш да му го објасниш што на луѓе што не се музичари, многу е тешко ти, знаеш како треба се доплати за плюс озвучење и сите си го гледат, сите си го гледат профитот, не му е гајле за озвучењето. И јас му инсистирам и објаснувам и пробвам да ме разберат, да не испадни дека еве дојде овај сега и ќе кажува приказни. А се е со причина, тие озвучењата се измислени затоа што така треба биде. Ама не знам вие дали го имате тој проблем, јас дека акустично последно почесто, често ми се дешава. Да речем што сме фул бенд, а иако не сме многу луѓе, тројца сме,
ама кај да одиме сакаме да биде озвучено Сепак, како што треба, така сакаме е. целта па многу Така е, озвучиме, така знаеш, е. и да е тивко И да местото, има и бас, бин и така, све. онака да се слуша и баритон и било што. Ама кој ќе одиме, кој ќе видиме на миксета само за микрофон, уклучвање, онака шува си имаме, знаеш. бе, да. Имаме многу свирки свирено како преку појачало. Знаеш, не сум навикнат да ги прашам луѓето, дали треба да се носам сталка, дали треба да носам мои звучници, дали Да, треба бе, да, моја то миксета. треба да се носам. подразбира. То треба да се подразбира, ми се чини ако е Ама. некој опремен локал. Не, тоа. џаве. И На тие се, свирки на не се се мислат, лоши. само на то не Да, мислат. да. И луѓето не сваќаат, мислат дека го клаеш 4 звучници дека многу гласно ќе види. То може да го намалиш. Битно е да е целосен звук. И тоа е нешто кое треба да се објаснува за пример 1000 денари плюс на цел трошок што се прави вечерта. баш. За 1000 денари се работи. А многу и е треба да битно. се објаснуваш, да се Да. објаснуваш, а многу е битно поубаво за Не сите, за разбират цела колку е атмосфера е поубаво. Многу. Не сваќаат луѓето. Се надеваме дека ќе се разбудат во Не си ти единствен 2026. што му го имаш речено, речено и јас Сите му го имам му го речено велат. и сите бенди Сите му го дефинитивно и пак не превземат Не, ништо, што значи на кратко дено му е битен нели ќаро. Да, најбитен Тоа е. ќаро, ама не, знаеш, то ме нервира кај македонските бизниси да речеме, што тие го гледат стриктно ќарот, не сваќа дека влогот уствари носи поќе ќарот. Така И е. ти ако ти намести поубаво звучење, Нормално, ти се ќе е се осеќаш поубаво ќе свириш, поуба енергија ќе му дадеш на публиката, Да, публиката поуба енергија ќе ти врати, Дефинитивно. пошто тоа е кругот, Заедно. ќе пијат поќе, ќе направат поќе трошок. Мора така да биде, ама немаш брат, тоа е некој работи. Може некој ќе ослушни ово, па. Да се надеваме, ако не заборам ќе осеќам и ова во кратко и ќе обувнам. Да се надеваме дека некој ќе го примети. Да, иначе кажи ми, дали имаш поќе мерак да снимаш англиски кавери или македонски? Дали уопште снимате, ме интересира? Да, почнавме со снимање и свадивме сега пред една недела македонска компилација и кажавме на Читај бе интервјуто да ги браво. пофалам единствен портал што сакаше да Браво, не поздрав објави. до Саше Да. и до жена му. И ветивме уствари на публиката наша дека ќе вадиме еднаш месечно било каква компилација, дали ќе биде англиска, дали ќе биде македонска. Шу. Прво тргнавме со македонски хитови компилација. Да, бе, супер. Планираме на каналот кој ќе отвори некој на Soundwaves да има, да речеме, видео околу 50 надолу, да речеме, и со англиски песни, со метал песни, со македонски, се што сме свиреле во овие 9 години. Шу. Да прикажем уствари што ние сме свиреле во овие 9 години. Што сме биле тоа, што сме сега. Уствари почнувате да правите како народњаците, ќе снимиме сега Така е. народен микс Така е. за да слушнат Австралија, за да се јават да речат еј, елате вам. Баш. Сега, ама тоа е пато, брат. Како идат Да, годините, да, после ќе маниш нешто традиционално во метал верзија. Зошто да не? И бе, гледаш, брат, значи Јанко од Колумбија направи неколку песни македонски, исто имаше едни јапонци на времето, овај Казухиро, како се викаше, што идеше да. оперскиот пејач. Имаше панк бенд еднаш дојден. Значи, нашето може да функционира многу убаво. Баш. Особено преработено. Еве, тоа го видовме со Next Time и со сите. Да. Само што треба да се подразбудиме малце, ме свеќе. Да. И не само старите македонски, туку и нови да излегват ново компонирани музичиња. Треба дефинитивно. Малце тоа сме заглавени дека свириме кавер музика, пак ќе речем не можеме да го снимиме авторското, сакаме да го извадиме, сакаме да имаме нешто наше да оставиме на крајот од денот, пошто кавер бенд ти е вечерта моментален битен, утре Така. други ден никој не те збори, никој не те памти, никој не те знае. Нешто што ќе остани да дефинитивно. Можно песната ајде да нешто што ќе речем остане. тие пари што ги земе поток савот уште да не обврзват затоа што свириме кавер, пошто добро заработваме. Сега да кажам 2025 стварно многу добро заработваме и со цената што кренавме, локалите немаја никаков проблем да не дават цена што бараме ние да ја свириме, така да може малце да сме заглавени и таму, ама дефинитивно сакаме да оставиме наша македонска музика. Ќе погодиме момент. Има слух за цена кревање, а? Па Добре. тие што не ни одобрија, Нека се откажавме здрави. работка. И да. Тие што ни одобрија, Не, ама има локали. Ама така треба да биде, бе, брат. Значи, Да. сето како што си растат цените во кафичите и услугите и ово, она, нормално дека ќе растат сите услуги пропратно. Баш. Шу, дај да маниме дурне порасти цената, а не ми речиш после следната песна Ајде. поскапа е. Што саеш да свири? Ај нешто малце по сега рокерско. Ајде, што Ај сакаш? можеме исто македонско високи штикли да ја маниме од Е. Може. Од Може од Е. Е, мол или дур е тоа? Дур. Дур? Ајде ќе ме праши. Ќе те најдам. Идеш по улица, се вртат по тебе, а ти така горно гледаш само пред себе, довикуваат, свират, озборуваат, горат, а ти си ладна. Ја
брат муаве. Гледам јас, стојам и се чудам за таква риба, среденок се мурам, забележуваш, се живо разприметуваш, а ти си ладна, така сладна, Нови суишти и црни чорапи се летам ако треба, и по 100 пати твојот лик ме прогонува, се насмеваш и ме се присторува, сите да гледат, се повеселат, а ти веќе не си, што? Не си гладна? Не си гладна? Гладна. И... Бо, кратко и јасно, Кратко и јасно. Шу. Кратко и јасно. Не знаеш за да можат да мират нас свирки да слушнат поеки. За да ти ги кратам вака. Добар си. Јас реков ќе ги маниме цели, ама добро е. Не дека сум зариб на цели. Не е тоа причина. Не, ако нема, ти маниме некој рап да удриш сега, пошто зарибнат. Може. Јас не можам да пеам, обично вртам на хип-хоп работата поки. Ќе влезам хип-хоп, дами, господа, и одма креват раце луѓето. Ќе поминиш на ред. И прега сакам да ти кажам, значи сега моментално милена песна, на свирки ми е на свирење, таја шо ми дава фидбек публиката. Значи моментално таа ми е милена песна. Значи не ми е милена јас дека што сакам да ја свирам. Ако има реакција од публиката, пример песна што ја свирам, моментално таа ми е најубава песна мене на свет. Ако гледам дека публиката реагира на песната, без џабе пример ќе свирам, појма немам некој мој бенд, да речем Pearl Jam да свирам. Џабе свирам Pearl Jam кога ако не ми враќа публиката, моментом ми е најнеуба песна на свирка, ме свегаш. Мене ми е битно, значи било која песна, сега тај ги гледам, пошто ја свирам за публиката, не свирам за мене. За мене ќе свирам кога свирам авторска музика. Така е. Сега свирам кавер за публиката. Ја гледам, ја пратам атмосферата, гледам што сега, гледам што бара и во моментот јас кога ќе свирам песна да го видам фидбек од публиката, дека ми враќа, нема повода. За мера го, најубаво. повода. Ама тоа го прави со зревањето. Ти сите почнуваме со мислата дека ова сакам да свирам, и јас ова го свирам и готово. Да. И со тек на време сваќаш дека уствари не си ти дојден тука за да го свириш тоа ти што сакаш да свириш, туку си дојден за луѓето. Така е, тоа треба се да Са не значи тоа дека ти треба све да смениш. Не, фала Богу, Ама на крајот на дено најубав фидбек ќе добиеш на тоа што сакат да слушнат луѓето, а тоа ќе ти дај тебе поќе елан да направиш нешто поубаво. Што значи сакал или некел, мислам кога сме во ваква, ние сме уствари во бизнис на услуги давање. Колку и да звучи тоа без веза, тоа е факт и треба да го расположиме, тоа не е уствари целта да го направиме народот се осеќа поубаво или да сочувствуваме со народ. Дефинитивно. Така што убав муаве Сад реков, не ќе да бидам чат GPT како име, пошто нели може да кустиш што сакаш, да би повара некој од Синан Сакич. Леле, си има случајно, брат. Знаеш колку пати си има случајно? Значи ме гледаш со гитара сум. Не, знаеш што е уште појако? Што свириме бенд и лупаме 50 Cent на моментот. In the club ја маваме, тука рапувам, јас нешто се силам, тука менвам нешто, влегвам со сладкар, со тонизен, враќам 50 Cent, ме гледа брато со пивото застана вака. Не гајле, И ми излева, ела вамо, и ме фаќа со се микрофон, ќе паднев од сцена. Миле Китич нешто. Абе реков, нема грешка за тебе, сега Миле го ќе го маниме. Скроз, брат. Се случува ви побарат вас такви работи? Брат, порано не, се откако почнавме македонско нормално, веќе ти вика Тоше песни свириш, ово на треков ми рече. Има пример онака, ама не се чести моментите. Најчесто се дешава ние акутниме за нешто, си имаше десена. Јас попат возам со колата, човекот што ми звона по телефон и тој попат вози со колата и двата на спикер сме. Брато Хриѓанец. Брату, шо преш? Аро, брат, возам, јас возам. Да договориме, свирка ми вика, нема проблем, управам, тој ратом, слободни сме, окей. Керка ми прави прва година, вика да ме дали може, супер, брат, тој ратом готово, се гледаме, чао, пријат. Окей, правам на дечките му, да си поздравам, Христ Танковски на тапани, Димитри Дочиновски бас гитара. Абе, стига ме ги поздравивме, Иче. Да, сега ми текне ги поздравам. Поздрав, дечки, да не ве заборавиме. Морам да ги поздравам ради ова ситуација што ја направив, јас сато ви текна. И одиме тамо, и само почиваме да ги краме тапаните, влегваме, местото е кафана. Масите се наместени вака, долги, две долги онака. Што се дешава, брат, и влегваме, гледаме потамо, една година, златна буква, ова бројка.
брат, шо една година? Брат, не знам, ми рече за ќерка му прва година, му викам средно да свириме, знаеш, ована. Та една година прави. Ама така ми рече, знаеш као, ќерка ми пред прва година, знаеш, ована и не се слушаш од телефона. Брат, уствари ние крштевка свирев. Што се дешава? И се местиме ована, се и почнуваме нека најмека песна, нешто, пример, гледаме, сме биле на свадби ована, гледаме да почнува со нешто амбиентално. И као дај нешто амбиентално, не знам, Г, Д и С, нешто ована, јас ке солирам, ти басира и нешто ти свириме, дечкава гласно е, потивка малце. Господа, чува си, викам, немат слушна тоа што свириме, кога свириме ована. И почнуваме да свириме амбиентално нешто, вона ти реков, ми рече, помин до пола сат, сега треба почнуваме да пееме. Ове како да пеем, кога до мене има стари луѓе, она ќе ме гледат, чекат нешто армоника да се појави труба. Да, не му е јасно што се дешава. Да, ама после почнавме да свириме некои ексиу песни, македонски песни, па младите дојде, и кога дојде младите, веќе се напра атмосфера. Подруго веќе. Ама тие 40 минути кои што ми мале погледи старите, вака, онака. Лошо е, брат. Многу лошо, ја нешто тензија. Истото ни си имаше десено во патката Охрид, што работеше порано. Ниди е на бета и ни вика I shot the sheriff. Ние никогаш не свиревме тоа, појма немам управ, не знам. Да. Ве молам I shot the sheriff, оване, тогаш млади деца по 17-18 години. Да. Бади брадо 500 евра. Австралијански бе успари 500. Да знаеш како, да виш како ја знаеш после. 17 години 500 долари. Шо збора, што тогаш бевме четворица во групата, управ терете некој джем, јас керам во WC. Одам во WC, јас слушам песна, гледам дека едно исто се повторува. Да, 3 акорди се, ништо нема. Ништо нема песната. Отварам ована, буквално само рефрена го пеевме со лажа, пак I shot the sheriff со лажа. Да. Брат, ако почна тука да игра, да меша, ована, бам. И што 100 евра не даде, ние таа ни беше најголемата заработка. Да. 600 долари, 18 години. Јас така почнав да вметнувам убај ексиу песни македонски, пошто свире во еден локал Скопје и англиско и ми дојде некој црнец од негде се појави фрла стотки тука девек Калифорнија лав му ја свирев. И го гледа Србин еден отстран костумосан таков со сакво со све. Дојде и ми рече чукни во дрво, му викам демек не ја свирам, а стварно не свирев тоаш многу македонски музики, тоше е нешто. Да. И му викам не ја свирам и го изваде туцето, остаje 50 евра. Да виш како насред Калифорнија лав ми дојде, чукни во дрво, на Бога камења, одма иди текстот. Пајуше 50, пајуше еден тон пари остаje брато. И ќе ти текни, знаеш, ќе си речиш, па може да треба овие песните да ги вмета. За вака да се најде ситуација. Да. Интересни моменти. Значи, на овие 9 години, мислам, што свириме, буквално си знаеш сами, се и се што имаме видено, буквално ние сме, она знаеш кона кантера спектатора, кој се клучиш на нулата, се гледаш, буквално, тоа сме ние. Ама убаво, забавно е, кефој сме, мислам дека не знам, ние сме брат као фамилија, ние никој се нема буквално скам, многу се сакаме, значи ние кога ќе имаме на свирка сме кефој, многу се дружиме онака, знаеш као многу се сакаме буквално као браќа. И многу се радваме кога се видиме заедно на свирка и секоја свирка сме буквално насмејани, никогаш не се и да љуфни пример некој нешто некогаш. Да. Мене ми е најглупо нешто Димитри кој ќе ми љуфни басисто акорд на пеење. Значи рефрено друга скала кој ќе ми мани нема полошо за пеење. Ти едно пееш, тој друга скала ти свири, ама кога ќе видиме тоа кој се видиме се смееме. Свеш ни интересно. Ама нормално е, брат. Ни се деси ова, а тој ми се чини ретко, не знам, бенд некој толку време да свири иста постава 9 години. Ретко е, да. Ми се чини дека сме ни од поредките. Не знам, еве да ги поздравам Хаунц и Бекдор, мислам дека се Кој од нас се тие, мислам, подолго се тие, ама нема врска, да, еве супер. ние како помлади тераме на кајни фона. Така да. Ти нораче. Замерак, брат, замерак. Еј, Звер, сааш да маниме нешто за крај, шат да шериф да маниме или да бегаме? Немај шите мене, немај, имаш 500 долари. 500 не имам, 500 денари имам, ако брка работа на портокалева. Дај нешто англиско сааш да мене? Шо било бе, брат? Строфа рефрен накратко. Сакаш fly away да ја маниме на англиски? Може бе, брат, може. Од кај сааш, амол? Може бе. I wish I had a fly to the sky so very high. It's like a giant fly, babe. I fly over the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away when I fly away. Ajde, brate. Yeah.
Сега сакам малце ти да попееш. Одиме сега. Hey girl, Is he everything you wanted in a man? You know I gave you the world. Had me in the palm of your hand, yeah. So why your love went away? I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby. Me and you until the end. But I guess I was wrong, girl. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it, can't believe it's headed this way. So confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it, I should tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? When you came around, that you was gonna make me cry. Now it's breaking my heart when you come around, cause I know that you're living a life. That's okay, baby, cause in time you will find. Goes around, goes around, goes around, comes all the way back around, yeah. Goes around, goes around, goes around, comes all the way back around, yeah, yeah. Так. Уште ваму не однесовме гитара. така да мап. Звер, фала ти многу. Фала ти тебе, брат. За мерак емисијата, сега може ќе се многу слушат спомен. пилиња, не знаеме како е, Вовчето, скроз слабаво беше. Вовчето си врти, нема гајле. Ја. Домашно е. Фала ти многу. Фала ти тебе, брат. И се надам дека ќе си трајте уште едно 90 години. Дај Боже. Па Дај после Боже, тоа здраве, здравје живе. Боже, ќе правиме муавет за... Да бе, да, За- 7 пати со цел бенд ќе ти дојдеме некако, Да, ќе се наместиме. треба, тоа ќе треба. биде Се многу мисле јако. да ти кажам акустично, ама ќе требаше многу опреми, да се влечкат микрофони, чуда, ова, она. дефинитивно. Ќе Тоа оставиме ќе го за направиме потоа. в студио некој ден. Може, здравје Ќе биде Боже. за мерак. Фала ти, Виктор, многу што нешто. Нема- Супер нема за лабаво шо, се поминавме битолчани двата. Скроз. Лабаво скроз. Еј, фала ти многу и тебе, брат. И фала ви вас, луѓе, многу. Се надевам дека убави беше. Мислам дека ви го лабавме по пладнето мала работа. И се надевам дека ќе се видиме пак наредна недела во 18 часо, уште полабаво. Последно, море нагурт внимавање. Периодот во природа планирам да и правам овие емисиите. И са малце вака може ќе биде гласно, ама не е страшно, за убо нека е. Малце да лабавам, пошто лето е, ме сваѓаш. Такаш убаво си помините денес, убав ден да си имате и се гледаме наредна недела. Поздрав!